Електрификацијата, особено во Volkswagen, зема голем замав. Целата групација како да се ориентира што поскоро да се трансформира во марка која произведува само електрични автомобили. Volkswagen во своето портфолио има неколку електрични бактериски возила, а денеска на тест го имаме ID.4, поставен на истата основа како и ID.3, значи на новата MEB платформа која е ориентирана исклучиво на електрични возила. Овој модел е навистина импресивен. Погледнете ги само неговите димензии. Многу е поголем од ID.3, иако, како што реков, ја има истата основа, дури 30 сантиметри е подолг. Но, поради неговата контура и големото растојание од тлото, преку 20 сантиметри е издигнат од тлото, ID.4 делува и како спортско корисно возило, но поради конструкцијата на целата каросерија и рамниот под, внатре има простор исто како и во Volkswagen Touran. Погледнете ја само контурата, поставена на големи 19-инчни тркала, таа делува како спортско корисно возило. Наговестува дека во внатрешноста има доволно простор. Но, сепак Volkswagen се потрудил да направи нешто повеќе околу дизајнот и на задниот дел. Светлата длабоко навлегуваат во крилата, но и се распределени и преку задната врата. Знакот на Volkswagen е офарбан во бела боја, но на пазарите каде што легислативата тоа го дозволува, тој навечер свети. Тоа е случај со моделите за Соединетите Американски држави и за Кина. Од јуни и во Европа тоа ќе може да се направи, а светличкиот прв знак на Volkswagen во Европа ќе го понесе рестилизираниот Touareg. Што се однесува до задниот дел, тој е хармонично вклопен со поклопецот на багажникот, а тој ни крие навистина импресивен простор. 572 литри се може да се стават во гепекот, а тој има правилна форма во која може да се сместат и поголеми предмети. Што се однесува до внатрешноста, таа е во милето на електричните автомобили. А тоа значи дека интериерот е квалитетно направен, но е во духот на минималистичката естетика. Тоа се гледа и на дисплеот кој е пред возачот, кој ги дава елементарните податоци за возењето, и за централниот дисплеј кој не е од оние најголемите, но сосема добро е прегледен. Она што мене не ми се допаѓа, тоа се командите на благ допир, затоа што при манипулирањето на воланот можете многу лесно да активирате нешто што не би сакале во тој момент да го активирате. Да го зголемите звукот или да ја промените графиката на дисплеите кои се пред вас. Но целата внатрешност е во духот на овие команди на благ допир и со едно подолго експлоатирање на ID.4, ја мислам дека лесно ќе се привикнете на нив. Добра придобивка на користењето на ID.4 е апликацијата која ја овозможува Volkswagen. Преку неа може да се контролира не само состојбата на батеријата, можете и да уклучите температура која сакате за да ви се загрее автомобилот, ви дава информации и околу статусот на исправноста на возилото и многу други параметри, што е многу добра алатка за користење на овие популарни електрични возила.
И задниот дел профитира од рамниот под, бидејќи нема никакви тунели и во внатрешноста имате многу простор не само за стопалата, колениците, туку и по висина и по ширина на седењето. На задната клупа се опфатени сите оние стандардни додатоци кои може дури и да направат да ставите и подолги предмети како скии, например. А што се однесува до функционалноста, погледнете го ова скриено джепче. Доволно е да вдоми еден мобилен телефон, што е сосема добро за подолги патувања. Исто така има и полначи за USB, па така едно подолго патување со ID4 може да се претвори во навистина големо задоволство во патувањето. Тестираниот ID4 е опремен со батериски капацитет од 77 киловат-часови, кои обезбедуваат, барем според борд компјутерот, нешто повеќе од 400 километри автономија. Опремен со најсилниот електромотор кој е во понудата на овој автомобил од 150 киловати, тој е способен да забрза од стоечка позиција до 100 км на час за 8,5 секунди. И ова е добра динамика ако се земе во предвид дека има погон само на задните тркала и дека целиот автомобил е тежок нешто над 2 тона. Но поради поставеноста ниско на батериите во подот на возилото, тој дава една добра стабилност и лежење на патот. Веднаш до израз доаѓа линеарноста на движењето на ID4. Тоа е постигнато и со максималниот вртежен момент кој се добива од самиот старт на возењето. Тоа се 350 Нм кои се сосема доволни да го погонат овоа возило без никакви проблеми и од најмали брзини. Исто така, меѓу забрзувањата се многу добри. Како што на самиот почеток реков, овој модел повеќе наликува на спортско корисно возило поради неговата растојание од тлото кое е поголемо од 20 сантиметри. Па во симбиоза со задниот погон во свиоци, тој дава едно чувство на добра стабилност, но и задниот дел знае да завлече поради инерцијата. Она што е добро е што електрониката веднаш ги препознава овие ситуации и се уклучува да асистира. Сепак, овие возила се скроени да се возат култивирано за да се ужива во секој изминат километар. Со ID4 поминавме многу километри и на отворен пат и на автопат, но неговата вистинска функција е во градски средини. Не е дека не може да стигнете до било која точка во Македонија со полни батерии. Како ќе се вратите, тоа е друго прашање. Но, кога го возите во градски услови, ID4 е како риба во вода. Јас цело време го возам во модот батерија, што овозможува полесно регенерирање на енергијата од сопирањето или од одземањето на забрзувањето. Па така и го зголемувате дострелот на автомобилот. Уште еден предизвик доаѓа до
израз кога возите ваков автомобил во град, а тоа е што помалку да ги користите сопирачките, бидејќи регенерирањето на самата батерија, кога сте во батери мод е поизразено, па така можете да го управувате ова возило само со една педала. Тоа е со притискање на педалата за забрзување и нејзино пуштање. Електричните возила стануваат дел од нашата реалност. Се повеќе ги има на нашите улици. Рака на срце оние поскапите, но ако ги погледнеме сите ценовници, цените на електричните возила се многу високи, па оправдано луѓето ги сметаат за елитистички. ID4 чини во оваа констелација, во Pro Performance со најсилниот мотор и навистина високо ниво на опременост на кабината, дури и кожа која е насекаде околу вас, чини 62.000 евра. Тоа станува се поприфатлива сума кога сте зборува за електричните возила. Тоа не значи дека тие така брзо ќе бидат омасовени и многу често ќе ги гледаме на улиците, но тоа е дел од реалноста. Погледнете само колку се поскапи и класичните автомобили, автомобилите со мотори со внатрешно согорување. Тоа е светскиот тренд и не може да се бориме против него. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. До гледање.